Значи, како што веќе сте информирани од заедничкото соопштение што го пушти владата, ние успеавме да изнаоѓаме решение во овој процес на преговори, и тоа за 2 амандмани кои беа директно поврзани со прашања од договорот од Преспа, и тие амандмани се во делот на диаспората, каде што нормално се набројуваат етничките заедници кои се дел од диаспората, наведувајќи ги албанците како етничка заедница во овој уставен амандман. Исто така, во уставниот закон успеавме да најдеме едно креативно решение за да може да утврдиме дека на албански јазик, како во 5 закони, односно државјанството, што ќе се пишува во документите на албански јазик, да биде така како што досега го имавме, а не да се преведува како што беше случај или како што се бараше. Да завршам, значи, за другите 2 точки. Другите 2 точки што не се поврзани директно со договорот од Преспа, а што имаат делот на правата на албанците, како што е преамбулата и како што е законот за јазици, кој уште знаеме дека немаше волја да стане албански јазик. Тие се договоривме во прва прилика кога ќе се отварат прашања од таков тип да дискутираме и заеднички да изнаоѓаме најдобро решение за да можеме дефинитивно да ги достигнеме европските вредности. Значи, на албански јазик во сите документи што опфаќаат 5 закони ќе стои Македонис, како што во превод како што беше на Македонија. Зошто пратеникот Младен Ванделин не ја даде изјавата? Не, мислам, јас ги водев преговорите како генерален секретар, така да нема апсолутно никаква врска ова прашање. Мислам дека ова е најреално информирање од цел процес и ви благодарам и на трпението.